Така и понатаму сте со утринската на Телма и имаме уште една содржина, подочно уште една интересна гостинка. Ќе зборуваме во продолжение за Националниот Lions Day во недела во градскиот парк, но ова нека биде првична причина и малку да се запознаеме нели со вас, со Lions во Македонија, активностите, многу хумани прво активности, а и многу членови, а и можности за нови членови, така што ајде прво некако така ќе си го почнеме разговорот, а после сите ќе ги поканиме, се разбира, на овој пред се хуман настан, а после и добра забава за сите оние кои што ќе се придружат во школка 10:30 во недела. Добре ни дојде и посакуваме на Весна Пацановска, гувернер на Lions Дистрикт 132, ќе прашам и ова за Дистрикт 132, но ај со ред. Прво добре ни дојде во утринска, верувам пријатно. Добре најдов, многу убаво, да. Убаво ми е да бидам тука меѓу вас и убаво ми е да доловам на вашите гледачи за што станува збор. Прво во суштина да кажам што е лајонизмот, кога добри луѓе ќе се спојат да ги засукаат ракавите да направат добро дело, тогаш имаме на дело добрина. И тоа ни е во суштина лајонизмот. Значи, ние во Македонија го правиме она што го прават илјадници луѓе низ светот. Нашата асоциација во Македонија, Сојуз на Lions клубови на Северна Македонија, Дистрикт 132, е дел од една глобална лајонистичка организација, односно Lions Clubs International, со седиште во Чикаго. Иначе самата организација Lions Clubs International постои од 1917 година, значи 105 години, и нашата Lions организација во Македонија, како дел од тоа големо семејство на Lions клубови, постои 25 години. Така. Веројатно многу членови веќе се зачлениле, но секогаш постои можност нели сите оние кои што сакаат да се придружат, тоа да го направат. Бенефити има, впрочем мисијата е пред се хумана. Така е. Ние сме хуманитарна организација и преку нашите многобројни хуманитарни организации сакаме во сушност да помогнеме на што поголем број на луѓе на кои тоа им треба. Односно на луѓе кои имале помалку среќа отколку нас во животот. Тоа го правиме давајќи дел од своето слободно време, потполно волонтерски, значи една сме од ретките светски клубски организации, можеби ако единствена, не знам, кои работат, нашите функционери, нашите волонтери работат без никаков надомест. Значи работиме исклучиво волонтерски. Начинот на кој тоа го правиме зависи од нас самите. Значи, ние сме организирани во клубовите. Lions членовите е основната клетка. Секој член е основна клетка на која се посветува внимание. Организирани во клубови. Во Македонија имаме 30 клубови на возрастни членови и имаме 8 клубови на подмладок. Значи, тие се викаат леовци. Секој клуб работи самостојно. Значи, не може никој да му наметне некому што да прави и како да прави. Од нивната инвентивност, од нивните можности, финансиски, од нивното слободно време, обмислуваат акција и помагаат таму каде што сметаат дека можат да помогнат. Значи, на тој начин функционираме. А сите сме дел од Дистрикт 132, а тој дистрикт пак е дел од Lions Clubs International. Добре, че секој клуб се функционира засебно, но верувам тука сте здружено ако треба нешто по-големо за да се помогне и некаква иницијатива да се преземе. Така е, ние многу бројни акции имаме кои ги правиме на ниво на дистрикт. Значи, дистрикт што значи? Тоа е нашиот сојуз. Тоа сакав да појасниме малку. Да, бидејќи сме дел од америчка, нели, организација, дистрикти се во суштина например, нашата држава, Северна Македонија, е Дистрикт 132. За да биде една организација, тоест еден дел од Lions Clubs International District, потребно да исполнува одредени услови, односно треба да има 1250 членови минимум, за да може да се нарекува дистрикт. Например, во поголемите држави имаме мултидистрикти. Што значи тоа? Поврзани повеќе дистрикти, за да можат полесно да функционираат, за полесно менаџирање во суштина на нештото. Значи, клубовите се основни, членот е основна клетка, па клубот, меѓутоа ние сите заедно работиме
многобројни акции, кога треба да постигнеме некоја поголема цел. Например, делуваме не само хуманитарно, пробуваме и сме успеале во неколку наврати да влијаеме некои наши идеи всушност да бидат како поттик или како мотивација за да се вградат и во нашето законодавство. Значи сме постигнале и таква работа со некои големи проекти кои сме ги направиле низ минатите 25 години во Македонија. Така, покрај оние нели организирани настани, манифестации како еден што ќе зборуваме во продолжение, вие се разбира поблиску до вашите следачи, односно на социјалните мрежи, им долувате и разни предавања, говори, пораки преку тие видео, обраќања, презентации кои што си ги правите, па може малку да спомнеме. Така е. Значи, меѓу другото, освен што правиме тоа што го правиме како хуманитарна организација, многу посветуваме и на едукација. Значи, на семинари, на тренинзи на кои учествуваат сертифицирани предавачи. Тоа што ние таму го учиме, и сите наши Lions членови, во суштина можеме да го примениме во секојдневниот живот. Значи го развиваме и лидерството, и тимската работа кои што знаеме во денешно време се основа за било кое работно место да конкурираме. Значи и на тој начин. А што се однесува до социјалните мрежи, секаде сме присутни на социјални мрежи. Во нашата држава, значи во нашиот дистрикт имаме Facebook профил Lions District 132 Северна Македонија, имаме голем број на следачи и тука ги објавуваме сите акции кои сме ги направиле. Значи не следат голем број на луѓе, не само нашите членови. И јас оваа година како гувернер во програмата имав замислено за да се доближиме до во наводници цивилното население, да правиме емисии, ако можам да ги наречам емисии, од типот на известување и разговор со покана на гости не само од Lions, членовите, туку и гости од други области, за да се приближиме до луѓето да видат што ние и како правиме. Значи, тој проект... Да им да појаснав, впрочем, гостувањево е за тоа, нели, да им појасниме што всушност е целта и со што се занимавате и што правите, а веројатно и сите овие онлайн кои што ги нарече емисии, нели, вклучувања, разговори преку социјалните мрежи ја имаат истата цел. Токму така. Убава цел имате и за недела, па ајде малку да се насочиме на тој настан. Впрочем, ќе биде нели со хуман карактер, ќе има и можност сите оние кои што сакаат и за вас да дознаат повеќе и нормално опуштено да се забавуваат со програмата која што имате осмислена. Така е. Ајде повеќе за. Ајде. Значи ние не само помагаме. Во нашата цел емисија направена, значи самото здружение, самата асоциација е направена да имаме уникатна дружба во суштина. Уникатни пријателства, бизнис пријателства и поврзаност за цел живот. Значи ние не само помагаме, бидејќи сме волонтери, во суштина даваме од джеб, не земаме, а нашите бенефити се во суштина преку тие познанства, ако можеме на некој начин и тоа се случува, низ целиот свет имаме нели и меѓународно поврзување, во суштина да се поврземе меѓу себе и да си помогнеме меѓу себе на начин на кој што секој ќе си го пронајде. Значи, ние не би биле лајони ако дружбата што ќе ја правиме во недела нема и хуманитарен карактер, нормално. Меѓутоа, овој Lions ден е замислен за прв пат се организира оваа година. На тој начин имаме друг тип на дружења и забави. Да, морате да се адаптирате ради корона и така натаму, нели? Така е, а за годинава прв пат правиме таков Lions ден и планираме тоа да ни биде традиционално, барем еднаш во годината, не барем, еднаш во годината да се собираме и да му дадеме поинакво значење на лајонизмот, да се приближиме, да имаме контакти со населението, значи со граѓаните, па да објасниме за што се работи, затоа што нашето искуство и светското искуство зборува дека луѓето најмногу ни приоѓаат кога имаме хуманитарни акции и на овој тип на дружење, како што ќе ги имаме во недела. Да. Сега во недела ќе имаме опуштено дружење. Да. Може би малку говори, нормално е, мислам, јас ќе се обратам како гувернер оваа година. Може би уште некој гостин, ете така. Може би ќе се поделиме некои награди малку, ама сето тоа нема да гледаме да не одземе многу време, затоа што сакаме да повеќе да се забавуваме. Значи ќе биде опуштено, во смисла ќе доаѓаат Lions членовите, ќе доаѓаат леовците, младите, и ќе доаѓаат сите со своите пријатели, роднини. Значи сакаме да направиме една фамилиарна, пријателска дружба и поканете се сите наши граѓани од Македонија, бидејќи од сите клубови од Македонија ќе ни дојдат
Така да повелите сите. Одлично, значи може кој сака да ви се Кој придружи. сака да ни се придружи, има да и дојде. музичка програма пред се, музика нормално. Така што е. 10:30 рековте 10:30. стартот на ова манифестација Lions Day, да речеме, Lions Day. нели, Да. во градскиот парк на Школка, На во Школка. недела. Да. Па ви посакам успеси. Вие си ги имате, но редете и понатаму, да се најдете онаму каде што треба, нели, хуманитарно да им се помогне на што повеќе луѓе и здружено што повеќе членови тоа да го Така правите е. во таа мисија која што Така е. имате зацртано години нанасет. Така, јас... Кажавме се, дополни ако треба нешто. Не, уште сакам ова да го кажам Повели. како порака. Буда рекол илјадници свеќи може да се запалат од една свеќа, а таа нема да се изгасне. Значи среќата исто така како и свеќата. Колку повеќе ја делиш, толку повеќе расте. Или љубовта, колку повеќе ја делиш, толку повеќе нели се враќа. Така и ние имаме мото служиме, значи сакаме да кажеме дека ние служиме, им служиме на тие што им треба. А оваа година моето мото е, секој гувернер има мото нели за работа по која работиме, да ги обединеме срцата преку служење, бидејќи уникатноста во давањето е тоа што примаме, ја примаме другата енергија, значи од луѓето кои примаат. Па ги повикувам сите доколку се пронаоѓаат во ова нешто, да ни се приклучат. Прво да ни дојдат нели на Школка, а потоа кога посакаат едноставно е. Да, едноставно е членувањето, едноставно е приклучувањето. И тоа е. Ги повикувам сите.